И 5 години по завршувањето на Втората светска војна, во 1950 година, државите од Европа се бореа да го надминат пустошот кој остана по војната. Решени да спречат уште една таква страшна војна, европските влади одлучија да го формираат Сдруженијето за јаглен и челик и според зборовите од Шумановата декларација, војната помеѓу историските ривали Франција и Германија не само што ќе биде незамислива, туку ќе биде и невозможна. Тоа беше и идејата. Спојување на економските интереси за да се помогне да се подигне животниот стандард, што ќе биде прв чекор кон една обединета Европа. Членството во Европската заедница беше отворено и за другите земји. Франција, Западна Германија, Италија, Холандија, Белгија и Луксембург беа првите членки на денешната Европска унија. Во 1985 година Европската заедница, која подоцна стана Европска унија, ќе усвои европските символи на Советот на Европа, а лидерите на заедницата одлучија 9 мај да го прогласат за Ден на Европа, во спомен на Шумановата декларација објавена на 9 мај 1950 година. 9 мај се слави во различни форми кај повеќето земји членки на Европската унија и земјите кандидат за Европската унија. Поради политичката природа на овој ден се забележуваат обиди да се информираат граѓаните за Европската унија и за поддршката за европската интеграција. За да го прослават Денот на Европа, институциите на Европската унија ги отвараат своите врати за јавноста на почетокот на мај во Брисел и во Страсбург. Локалните канцеларии на Европската унија во Европа и во целиот свет организираат различни активности и настани за сите возрасти. Секоја година илјадници луѓе учествуваат на трибините, концертите и другите настани организирани да се одбележи денот и да се подигне свеста за Европската унија. Пред да стапи на сила договорот од Лисабон на 1 декември 2009 година, немаше одредби во договорите или договорот за Европската унија за можноста една држава доброволно да се повлече од Европската унија. Во отсуство на таква одредба, повлекувањето технички беше тешко неизводливо, но не и невозможно. Повлекувањето од Европската унија е право на земјите членки согласно договорот за Европската унија член 50, односно секоја земја членка може да одлучи да се повлече од унијата во согласно со своите уставни барања. Се до оваа година ниту една земја членка не се откажа од Европската унија. Иако една држава можеше технички да ја напушти Европската унија, не постоеше одредба за исклучување од Европската унија. Но со договорот за Европската унија, член 7, се предвидува укинување на одредени права на една земја членка доколку ги прекрши вредностите за создавање на Европската унија. Односно, почитување на човечковото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владење на правото и почитување на човековите права, вклучувајќи ги правата на припадниците на малцинствата. Идното проширување на Европската унија е теоретски можност за која била европска земја, која е демократска, работи на слободниот пазар и е подготвена и способна да ги спроведе сите претходно усвоени закони на Европската унија. Во моментот 28 држави се земји членки на Европската унија, а 5 земји се признати како кандидати за членство: Турција, Македонија, Црна Гора, Албанија и Србија. 3 главни западноевропски земји не се членки на Европската унија: Исланд, Норвешка и Швајцарија. Поминатото поднесу апликации за членство, но потоа го замрзнаа процесот на пристапување. Европската рецесија е дел од големата светска рецесија која започна во САД и многу брзо се прошири во Европската унија. Иако во 1992 година земјите членки на Европската унија го потпишаа договорот од Мастрихт, со кој се обврзуваа да ја ограничат потрошувачката и долгот, на почетокот на 2000-та некои земји членки на Европската унија не успеа да останат во рамките на границите согласно критериумите од Мастрихт. Грција, Португалија, Ирска, Шпанија и Кипар не беа во можност да го отплатат или рефинансираат својот државен долг. 2016 е година кога Велика Британија одлучи да организира референдум кој го закажа за 23 јуни, на кој треба да одлучи дали сака да остане во Европската унија или ќе го оствари својот сон за Брексит. Премиерот Дейвид Камерон го најави датумот откако потпиша договор со другите европски лидери на самитот во февруари. Поддржувачите на Брексит се надеваат на поширока економија, повеќе работни места, подобрување на трговијата, намалување на емиграцијата и посебен статус во Европската унија. Повеќе од 20 милиони мигранти пристигнаа на Медитеранскиот брег на Европа во 2015 година, што е двојно повеќе од 2014. Патувањето е полно со опасности и речиси 3000 луѓе загинаа при преминувањето само оваа година. Со големиот број на новодојдени, дури и најдобро подготвените европски држави ја достигнаа критичната точка во својата способност да ги задоволат стандардите на Европската унија за прием на мигрантите. Земите со помалку искуство со миграција и баратели на азил на моменти реагираа со контрадикторни барања и изјави. Сепак, прашањето кој е одговорен за имигрантите и барателите на азил во Европската унија
потикна длабоки внатрешни поделби меѓу земјите членки. Месеци поминати во напнати преговори за напорите да се преселат десетици илјади лица кои бараа азил од Грција и Италија резултираа со мнозинство гласови на министрите за внатрешни работи на Европската унија за подобрување на преместувањето на 120.000 бегалци низ целиот континент. И покрај договорот, земјите членки на Европската унија не успеа да се договорат околу фиксните квоти за прием на бегалците. Економски мигранти или бегалци – мешан проток составен од три основни групи: лица кои бараат заштита од војна и кои најверојатно ќе бидат прифатени во Европската унија, како што се сириците и еритрејците; лица кои бегаат од нестабилноста и насилствата во своите матични земји и кои не може да се квалификуваат со добивање на статус на бегалци, сомалици и некои сирици; и третата група – мигранти кои се чувствуваат приморани да ги напуштат своите земји во голема мера заради економските причини и државјаните на субсахарска Африка. Трите основни фактори на Европската унија да се справи со оваа криза имаат ограничен капацитет. Прво, постоечките пристапи за заштита докажаа дека може да најдат решение само за долгорочно раселените лица. Хуманитарните активности за бегалците се критикуваат заради преголемото фокусирање на грижата и одржувањето на бегалците, оставајќи ги во суштина бегалците сами без долгорочни одржливи решенија. Второ, меѓународната заедница не успеа да понуди решение за поделба на товарот на земјите домаќи, кои се грижат за огромното мнозинство на бегалци од конфликтните региони во светот. Ниту помош, финансирање, ниту приселување, со што постоечките ресурси со текот на времето се намалуваа. Трето, согласно принципите за заштита содржани во Конвенцијата за бегалци, особено услово дека бегалците се наоѓаат надвор од својата земја, државите ги создадоа територијално заснованите национални системи за азил, преку кои бегалците прво мора да добијат право на пристап на територија на една држава, а потоа да поберат остварување на своите права како азиланти. Во исто време, богатите земји превземаат големи напори за да ги обезбедат своите граници и да се ослободат од нив. Визните ограничувања и авиосанкциите, например, го невозможија процесот на прием на бегалци и мигранти. Со ова ги принудија да барат решение преку повеќето ризични и опасни патишта и со помош на шверцерите да добијат влез во системите за азил во Европа. Председателите на трите најголеми институции во Европа минатата недела ја представија мрачната слика на Европската унија. Идејата за обединета Европска унија е илузија, а блокот од 28 нации му недостига визија за лидерство. Имаме голем број трговци во Советот на Европа, а само неколку државници. Шулц ја доби поддршката од председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск на дебатата за едината на Европската унија. Од просторијата, каде што беше потпишан договорот од Рим во 1957 година, со кој се вградија темелите на денешната Европска унија, пристигна остри забелешки за владините лидери во Европската унија, заради нивната способност за компромис и лични интереси. Во минатото работевме заедно, бевме одговорни за голем дел од историјата, тоа целосно исчезна. Јункер додаде дека луѓето кои живеат во Европската унија не разбираат тоа што Европската унија се обидува да го направи. Годините поминати во економски потфрлања, особено на јужниот раб на Европската унија, ја излетија структурата на европската солидарност. Имаме европејци со полно работно време и европејци со скратено работно време кога станува збор за давање, и вонредните европејци се оние кои добија најголем дел од фондовите на Европската унија без јасна визија за заедничката политика. Единството стана речиси невозможна мисија во време кога стотици илјади мигранти бегаат во Европа по потрага по подобар живот, а Европската унија е потресена од поделбите како да се справи со бегалците. Иако некои земји, како што се Германија и Шведска, со расширени раце ги прифатија мигрантите, другите, како што се Полска и Унгарија, ги одбија бегалците. 9 мај е денот на Европа, годишна прослава на мирот и единството на Европа. Но денес на 9 мај Европската унија се соочува и со клучни ризици за својата стабилност, можноста за Брексит, конфликтот во Украина и Русија, масовната миграција, ИСИС и други закани за тероризам, бавното решавање на финансиската криза во Грција и пошироко. Ова се различните предизвици на Европската унија, незините 28 земји членки, како и 500 милиони жители. Како овие проблеми ќе влијат на развојот на Европската унија кога интеграцијата на Европската унија е доведена во прашање,
Кога економијата се опоравува од кризата во еврозоната, не е целосно решена и покрај подобрувањето на финансиската стабилност и стабилизирањето на каматните стапки, кога европските институции исто така се соочуваат со предизвикот кој се прошири надвор од економијата и финансиските пазари. Годините поминати во политика на штедење предизвикаа незадоволство и разочараност од проектот на Европската унија во некои земји. Нецелосното решение на Европската унија со кризата со миграцијата ги откри слабостите во процесот на донесување одлуки, кога најавениот референдум на Велика Британија за членство на Европската унија создава несигурност. Прашањето е кога, а не дали Европската унија ќе се распадне. Доколку Европската унија ги преживее сегашните предизвици и остане непроменета, во иднина дури и малите кризи ќе ја загрозат одржливоста на тековната институционална рамка, пропратена со веќе силното негативно јавно расположение. На крајот на краиштата, секој сценарио кој води до делумен распад на Унијата би имало негативно влијание за кое ќе бидат потребни години да се искристализира, се предупредува во извештајот на агенцијата Moody's.